Житие на светите рамноапостолни браќа Кирил и Методий Солунски. Постојат луѓе што минуваат низ историјата како владетели, војсководци и градители на земни царства. Но постојат и такви кои не освојувале со меч, туку со слово, не владееле со сила, туку со светлина, не подигале земни престоли, туку отварале патишта кон Царството Небесно. Такви биле светите браќа Кирил и Методий, солунските рамноапостоли, учителите и просветителите на словенските народи. Тие се родиле во славниот Солун, градот на светиот великомаченик Димитрий, во време кога овој втор по големина и значење град на Ромејското царство бил крстопат на јазици, народи и култури. Нивниот татко Лав бил угледен човек, висок воен и управителски достоинственик. Во такво благородно и побожно семејство израснале двајцата браќа, што Божјата промисла ги подготвувала за дело поголемо од секоја земска слава. Постариот брат, кој пред монаштвото се викал Михаил, подоцна го примил името Методий. Тој најнапред бил поставен на висока државна служба и управувал со област во околината на реката Стримон, во која живеело словенско население. Таму одблиску го запознал нивниот јазик, нивниот живот и нивната духовна жет. Но световната чест не го задржала неговото срце. Тој почувствувал дека душата не може да се нахрани со власт и чинови, па го оставил светот и се повлекол во монашки подвиг. Помладиот брат Константин, кој пред крајот на животот го примил монашкото име Кирил, уште од детството се одликувал со необична љубов кон мудроста. Не учел за да биде славен меѓу луѓето, туку затоа што во него горел огнот на богопознанието. Ги љубел светите отци, особено свети Григорий Богослов, и рано покажал ретка дарба за словото, мислата и молитвата. Поради своите дарови бил испратен во престолнината на Ромејското царство Константинопол, во прочуената Магнаурска школа, каде што учел кај најзнаменитите учители на своето време. Таму станал философ, учител и човек со голема ученост. Но неговата мудрост не била студена и горда, таа била осветена од верата во Христа. Бог не го подготвувал за дворски почести, туку за апостолско служење. Двајцата браќа биле различни по карактер, но соединети во еден дух. Биле навистина божествени. Свети Методий бил тивок, цврст и трпелив. Свети Кирил бил прониклив, огнен и силен во словото. Едниот носел сила на пастир и старешина, другиот светлина на богослов и философ. А Бог ги соединил за едно големо свештено дело. Пред да бидат испратени кај словените, тие веќе послужиле како мисионери на ромејскиот цар и во други мисии. Особено значајно било нивното патување во Херсон, во текот на зимата 860-та, односно 861 година, каде што било живо преданието за свети Климент Римски, ученик на апостолите и еден од првите римски епископи. Според црковното предание, свети Климент бил прогонет во Херсон и таму, поради верата во Христа, бил врзан за котва и фрлен во морето. Светите браќа пристапиле кон ова предание како Божји луѓе, со молитва, пост и страхопочит. Заедно со свештенството и народот се упатиле кон морскиот брег. Таму се молеле усрдно и го повикувале Господа да го открие скриеното богатство на својата црква. И тогаш, по Божјо повеление, морето го открило она што долго било сокриено од човечките очи. Се повлекло настрана, како некогаш црвеното море, и голема светлина што се издигала како столб заблескала од морското дно, каде што било потопено телото на светиот свештеномаченик. Така, на чудесен начин, заради молитвите на светите Кирил и Методий, биле пронајдени честните мошти на свети Климент, заедно со знаците на неговото мачеништво.
Ова чудо било небесен печат врз делото на светите браќа, зашто тие биле богоносни, богопросветлени и свети мажи, садови на Божијата благодат. Преку нив Господ уште еднаш го прославил споменот на свети Климент, а воедно покажал дека нивната идна мисија нема да биде човечка замисла, туку дело продолжение на апостолското и маченичкото предание. Подоцна тие со голема чест ги пренеле моштите на свети Климент во Рим, каде што нивното доаѓање било примено со особени почести. Но најголемото дело започнало кога во 862 година кнезот Ростислав од Велика Моравија испратил пратеништво во Константинопол. Тој побарал учители што ќе можат да му го проповедаат Евангелието на народот на разберлив словенски јазик. Народот имал потреба од слово што ќе допре до неговото срце. Тогаш царот Михаил и светиот патриарх Фотий Велики го препознале Божиот повик и го испратиле Константин Философ заедно со неговиот брат Методи. Но свети Константин знаел дека не е доволно само да се проповеда. Требало да се создаде писмо, да се отвори врата за молитва, учење и богослужение. И така, со просветлен ум и молитвено срце, во 863 година ја составил словенската азбука Глаголицата. Тоа не било само човечки изум, туку благодатен настан со огромно духовно и историско значење. Со тие букви, Божјото Слово почнало да влегува во домовите, храмовите и срцата на словенските народи. Првите зборови што ги превеле светите браќа биле од Евангелието според Свети Јован Богослов. Во почетокот беше Словото. И навистина, со тоа Слово започнала нова духовна историја. Народите што дотогаш го слушале богослужението како далечен одзив, сега можеле да ја разберат молитвата, да го примат Евангелието и да го слават Бога со своја уста и свое срце. Во Моравија светите браќа не извршиле само мисија. Тие отвориле духовен пат и положиле почеток на една цела цивилизација. Преведувале, поучувале, богослужеле, воспитувале ученици и создавале основи за црковен живот. Не им носеле на словените туѓа култура, туку го носеле Христа, осветувајќи го нивниот јазик и покажувајќи дека секој народ е повикан да стане храм на Божјата слава. Но нивното дело наишло на силен отпор. Некои тврделе дека Бога може достојно да се слави само на трите стари јазици – еврејски, грчки и латински. Свети Кирил силно се спротивставил на таквото тесноградо учење. Како би можел Бог, кој го создал секој народ, да не го слуша секој јазик? Зарем Христос не дошол да ги спаси сите? Зарем на Педесетница Светиот Дух не ги осветил многуте јазици за проповед на едното Евангелие? Во 868 година светите браќа пристигнале во Рим, носејќи ги со себе честните мошти на свети Климент Римски. Таму папата Хадријан II го признал нивното дело, ги благословил словенските богослужбени книги и дозволил словенскиот јазик да се употребува во богослужението. Учениците на светите браќа биле ракоположени, а во римските храмови се слушнала божествена литургија на словенски јазик. Тоа било голема победа, не победа на еден народ над друг, туку победа на Евангелието над тесноградоста. Но свети Константин веќе бил истрошен од многуте трудови, патувања и подвизи. Во Рим тешко се разболел и пред смртта го примил рамноангелскиот монашки образ по кого цел живот копнеел, добивајќи го името Кирил. Заспал со блажен сон на 14 февруари 869 година и мирно ја предал својата света душа на Христа Бога. Имал само 42 години. Пред смртта го замолил својот брат Методи да не го остави започнатото дело. Свети Кирил бил погребан во храмот на свети Климент во Рим, како уште една таинствена врска меѓу маченичкиот спомен на древната црква и новата рамноапостолна мисија. Свети Методи го продолжил делото сам. Бил ракоположен за архиепископ Панонски и Моравски и повторно се вратил меѓу словените.
но неговиот пат станал вистински крст. Бил клеветен, гонет и затваран. Сепак не се поколебал. Како вистински пастир и духовен татко, трпел за своето стадо, ги укрепувал учениците, ги преведувал светите книги и ја чувал светлината што ја запалил заедно со својот брат. Кога се упокоил во Господа, на 6 април 885 година, многуброен народ го испратил со солзи, свеќи и благодарност. Го оплакувале учителот што не дошол да владее над нив, туку да ги приведе кон Христовата светлина. По неговата смрт, учениците на светите браќа биле прогонети, но Божјото дело не можело да биде уништено. Како семе посадено во земја, тоа никнало уште посилно. Особено преку светите Климент и Наум, духовната светлина на божествените Кирил и Методий силно засветлила во Охрид и низ многу други краишта. Таму писменоста, богослужението и духовноста добиле нов дом. Затоа црквата, светите браќа Кирил и Методий, ги нарекла рамноапостоли. Оти како апостолите и тие отишле меѓу народите, како апостолите проповедале, како апостолите страдале и како апостолите оставиле плод што никогаш не умира. Светите Кирил и Методий не им подариле на народите само букви. Тие им подариле духовен вид, покажале дека јазикот може да стане храм, зборот молитва, а писменоста пат кон спасение. Покажале дека Евангелието не е заробено во еден народ, во една култура или во една империја. Евангелието е светлина, а вистинската светлина не се плаши да влезе во секој дом, во секој јазик и во секоја човечка душа што копнее по Бога. Нивниот заеднички спомен се чествува на 11 по стар, односно на 24 мај по нов стил. По нивните свети молитви, Господи Исусе Христе, просветли ги нашите умови, очисти ги нашите срца и направи го нашето слово да биде слово на вистина, љубов и спасение. Амин.